Денешната тема ја насловив "Пазете се од заблуда" или од заблуди. Не исконтактирав со Милосав, така се викаше, да го прашам баш како он би сакал да се наслови неговата тема. Ја насловив "Пазете се од пријателот", така некако. Ова е "Пазете се од заблуди". Навистина живееме во време во кое што вребаат многу опасности околу нас, поготово нас како христијани, така навистина треба да бидеме внимателни и да се пазиме. Поготово од заблуди, затоа што знаете дека ѓаволот во последно време ќе се труди на секој може начин, ако не може да не истера од црква, да не турне во фанатизам, или пак во некоја заблуда. Тие двете дури некојаш и одат заедно. Но како и да е, јас сум се уште во Лука 11 глава, отвориме. Лука 11 глава, од 33 до 36. Тоа ни е текстот кој што ќе го разгледаме. Лука 11 од 33 до 36. Минатиот пат го разгледавме, значи, пред минатата сабота, текстот предходно, а сега продолжуваме. Значи, ви реков, читам Лука, па ете така, некои делови, не мора да значи ка се, меѓутоа некои делови кои што ми оставаат посебен впечаток, се задржувам на нив. Значи, Лука 11 од 33. Никој не става запалено светило во сокриено место или под вршник, туку на светилник, за да ја видат светлината оние кои влегуваат. Светило на телото е твоето око. Ако твоето око е бистро, целото твое тело е осветлено. Ако пак е зло, во мрак е и твоето тело. Затоа внимавај светлината што е во тебе да не биде темнина. Ако целото твое тело е осветлено без да има темен дел, тоа ќе биде целото осветлено, како што светилката те осветлува со своето светење. Имаме овде едно предупредување, значи, во 35 стих. Вели, внимавај светлината што е во тебе да не биде темнина, да не стане темнина. Ке се врти се околу ова предупредување, а другите стихови ќе ни помогнат да видиме во кои аспекти Господ сака да не поучи да внимаваме и како да не паднеме во заблуда, затоа што е тоа ако не заблуда, ако вие од светлината правите темнина, а од темнината светлина? Тоа е една тешка заблуда. Но да почнеме од почетокот, значи баш од почетокот, од Адам и Ева. Значи не знам колку време биле во рајот, не е битно тоа, меѓутоа Адам и Ева кога сгрешиле, што се случува? Прво, се скриле, се сокриле од Бога, избегале од Бога. Ова ви е веќе индикатор дека сте во темнина. Па дури буквално може да кажеме ја изгубиле, нели, она со падот во грев, она наметка од светлина, буквално ја изгубиле светлината, значи се отргнале од светлината и првиот индикатор дека си во темнина се криеш од Бога. Зборувавме за судот, цел час може би, да, требаше пуката. Нема криење од Бога, тоа е факт, тоа го знаеме, меѓутоа самиот факт на криење, бегање од Бога е знак дека сте завршили во темнина. Дури и самата мисла дека можете да му избегате на Бога е доказ, индикатор дека вие сте во темнина. Па знаете, имаше еден псалм, сега не ми текнува како беше бубрек, она спомнува таму, Господ се знае. И кога легнуваш, и кога стануваш, и кај си, и што си, и во темно, и на светло се знае. Значи, не можеш да му избегаш. Но самата мисла дека можеш да му избегаш на Бога е исто индикатор дека си во темнина. Потоа што се случува друго меѓу Адам и Ева?
префрлање на вина. Жената што ти ми ја даде, па змијата, па на крајот, нели, Бог испадна крив, но префрлањето на вина од еден на друг исто е голем индикатор дека сте во темнина. И сега, како резултат на тоа што паднале нашите прародители Адам и Ева, и ние се раѓаме во темнина, со погрешна всушност перцепција на нештата, за нештата околу нас. И тоа проблемот не е во недостатокот на светлина, туку е во несоодветната перцепција наша, како ги перцепираме, како ги гледаме работите. Светлина имате, како што вели во Јован, прва глава. Дојде светлината, Исус е светлината, и вели ги осветли сите луѓе на земјата. Значи, нема ниеден не осветлен на ваков или онаков начин. Светлината дојде на светот и ги осветли сите луѓе. Значи, светлината е присутна, тука е, меѓутоа, се зависи од нашата перцепција. Ние се раѓаме духовно слепи, буквално, и не знаеме да разграничиме што е светлина, што е темнина. А знаете, едното со другото не идат и воопшто немаат заедничко. Бог уште на почетокот што направил? Ги раздвоил ноќта и денот, значи темнината и светлината. Нема едното со другото ништо заедничко, во духовна смисла кога зборуваме, нели, тоа е тоа што сакат и овие стихови да ни го кажат. Исус во една прилика вели: доаѓа кнезот на овој свет, ја немам ама баш ништо со него, значи. Кнезот на темнината, а тој како светлина ништо нема. Едно со друго. Значи се раѓаме како такви и не е чудо, мислам, ние се раѓаме во заблуда, значи затоа стикот ни вели 35-тиот: внимавај светлината што е во тебе да не биде темнина. Тоа е предупредувањето. И сега, за да го сватиме предупредувањето, мора да се навратиме на контекстот. Се сеќавате и минатиот пат, пред минатата сабота која зборувавме. А што се случува? Значи, Исус проповеда, Исус лечи, Исус истерува демони. Значи, Исус на некој начин светлината доаѓа и се соочува со темнината на овој свет. Луѓето се соочуваат со Исуса од друга страна, со светлината. И одлуката била пред нив. Дали ќе ја прифатат светлината или пак ќе останат во темнината. И се сеќавате што му велеле на Исуса? Мислам, небулозно обвинување, а он ги истерува демоните со силата на ѓаволот. Значи, тој е темнина. Ние сме светлината. Ние сме во светлината, а тој е темнината. Еве заблудата. Значи, тие се сметаат дека се во светлината, се соочуваат, секој од човек на оваа планета еднаш ќе се соочи со светлината, односно со вистината, односно со Исуса, и ќе мора да одлучи. И тие се соочиле и нема лекаде, или ќе се покајат, или ќе прифатат дека овој е светлината, овој е вистината, или ете што направиле. Значи, рекле, ние сме светлината, он е темнината. Еве го, ги истерува демоните со сатанска сила. Јас и сите ние, значи, кога се соочуваме со Исуса, или едното или другото ќе го направиме. Значи, тешка заблуда е кога човек светлината ќе ја прави темнина, а темнината светлина. Затоа ова предупредување. Внимавај светлината што е во тебе да не биде темнина. Сега, природно е некако грешното човечко суштество не ја сака светлината. Од кои причини? Да, затоа што делот им се зли, како што вели во Јованово Евангелие. Еве да прочитаме. 3 глава Јован, веднаш после оној златен стих 16, кој што, мислам, Перса го цитираше, така нешто беше, да, за време на пауката. Читаме од 17, вели, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот. Значи, дојде светлината на светот за да не огрее
сонцето на праведноста, за да не осветли, за да ни покаже дека сме во темнина. Туку светот вика да се спаси преку него. Кој верува во него, нему се суди. Еве стих исто во контекст на пуката. А кој не верува, веќе е осуден. Зашто не поверува во името на единородниот Божи син. И сега 19 стих вели, судот се состои во ова. Пошто? Светлината дојде во светот, ама луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. И 20 стих, зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. И сега ова е во контекст на тогашно време, кога знаете немало улично осветлување или не знам што, многу полесно било да се украде нешто или било што, да се направи некој зло дело во темнина. А пазите во кое време ние сега живееме, сега кога кратците, да речеме, се толку дрски, што во сред бел ден влегуваат и крадат. Гајле нема дали е светло, дали ги гледа некој, дали не. Кое е време? Да. Значи, луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината. Такви се раѓаме. Едноставно заклучивме како наследство од Адам и Ева и бегаме, се криеме од светлината, бегаме од Бога. Или еве Јован, го спомнав Јован, 1 глава, да ги прочитаме и тие стихови, Јован 1 глава, од 1 до 5, па потоа од 9 до 11. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку него и ништо што стана не стана без него. Во него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Видите што добивме со тоа што Исус дојде на оваа земја, нашиот Спасител. Сега 9 стих вели, вистинската светлина која го осветлува секој човек, како што спомнав претходно. Нема човек кој што не е осветлен. Доаѓаше во светот, беше во светот, и светот стана преку него, но светот не го позна. Светот не го позна, а неговите, дојде при своите, неговите не го примија. Затоа велеа, тој се служи со ѓаволска сила. Тој е темнина, ние сме светлината, ние сме тие кои што кажуваме што е светлина, што е темнина тука. Ајде да видиме која е светлината. Евреите 1 глава, да читаме и тука стихови, има убави стихови, Евреите 1 глава од 1 до 3. Бог кој од стари времења многу пати на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, кого го постави за наследник на се и преку кого ги создаде и вековите. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие. Се зборува нели за Исуса овде. Одблесок на неговата слава. Колкава е неговата слава и кој... Видите, Исус мораше да земе, меѓу другото, и заради тоа човечка природа на себе, затоа што, ако воспротивно се појавеше како одблесок на неговата слава, немаше никој жив да остане од нас. Но да читаме други стихови. 1 Јованово 1.5. 1 Јованово 1.5. Јасни стихови. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Тоа е тоа. Светлината и темнината немаат ништо заедничко. Или Јован 8.12. Исус пак прозбори натаму, велејки, јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Интересно, 2 стига прочитаме овде како животот, Божието Слово го поврзува со светлината. Во една прилика биле испратени слуги на првосвещениците за да го фатат Исуса, да го фатат на збор или било што, да го обвинат, едноставно им сметал, нели се сеќавате од минатиот пат зборувавме, и во Јован 7 глава што читаме? Јован 7, 44 до 48. Јован 7, 44 до 48. А некои од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него.
Кога слугите дојдоа при првосвещениците и фарисеите, што им рекле? Овие им рекуа, зошто не го доведовте? Па нели ви испративме за тоа? И што велат овие? Служителите одговорија, никој никогаш не зборувал така, како што говори овој човек. И што им одговараат фарисеите? Па зар сте и вие заблудени? Зарем и вас ве заблуди? Дали некој од првенците или од фарисеите поверувал во него? Значи, што се ставаат? Тие се сметаат за стандард на светлината. Свештениците од тоа време. Тој ве заблуди вас. Видите како лесно е човек кој ќе падне во заблуда, значи човек кој што мисли дека тој е во светлината, смета за другиот, нели, дека е темнина, во темнина. Дека е заблуден. Заблудениот кажува за другиот дека е заблуден. Нормално е, мислам, тој смета дека е во право. Самото тоа, зашто се вика заблуда? Значи, ти си заблуден, ти може да сметаш дека си во право, меѓутоа тоа е силата на заблудата, затоа што сметаш дека си во право, а не си. И еве ги свештениците. Значи, зарем и вас ве заблуди? А тие го слушаат и велат, па не сме слушнале никој вака да зборува како него. Воодушевени од тоа што го зборува. И Елен Вајд кажува дека силината на Исусовиот говор била во тоа што тој тоа што го зборувал, тоа и го живеел. Значи, тоа бил тој. За разлика од мнози на учители тогашни, кои што едно зборувале, друго правеле, како политичарите, да кажеме. Значи, тие се сметаат за стандард на светлината. Да читаме во Јован 9 глава. Се сигавате на слепиот, слепородениот, на кого што Исус му ги отвара очите. Неверојатно чудо, замете се. Со години слеп, значи никогаш не гледал, и Исус не му го враќа видот, туку му дава вид. Тој е роден слеп. Па нели она расправија, па дали ради неговите гревови, дали. Океј, тоа не ни е темата. 39 стих. Тогаш Исус рече, јас дојдов на овој свет за суд, значи им говори на фарисеите, кои што нели го истерале, и свештениците кои што го истерале од синагогата. Вели во 39 стих Исус, јас дојдов на овој свет за суд, а да прогледаат кои не гледаат и за да ослепат кои гледаат. Повторно во контекст на судот. Некои од фарисеите кои што беа со него го чуја тоа и му рекоа, да не сме и ние слепи. А Исус што и вели? Да бевте слепи, немаше да имате грев. Но вие велите, вие сметате, вие кажувате дека гледате. Затоа гревот ви останува. Значи, добро е да се спознае дека човек е слеп. Значи, со тоа всушност се излегува од заблудата на некој начин. Иако, нели, е тешко, но сепак е можно. Инаку, ако не спознаеш дека си бил слеп, дека си бил во темнина, а си сметал дека си осветлена, тоа е тешко од тебе. Значи. Ти завршиш во темнина. Затоа е ова предупредување, внимавајте, значи внимавајте да не паднете во заблуда, па да не знаете да разликувате светлина од темнина. Значи, тоа е клучно. Сметајки дека сте во светлина, вие постојано ќе си ја, не знам, ќе си ја удрите ногата, ќе паднете во некоја шахта, не знам што ќе направи, ќе удрите некаде со глава во зид или било што, затоа што не гледате, а сметате дека сте во светлината. Страшни последици овака физички, ако гледате, може да има човек, значи слеп човек. А сегавате кои беа слепите во Откровение? Последната црква, лаодикејците. Тие не знае дека е слеп, тоа е заблудата. Не знае дека е слеп и сиромав и гол. Страшна ситуација. Сега, да речеме луѓето надвор во светот, кои што мислат дека не им треба Христос, значи не им треба светлината, ништо не им треба, и онака си наоѓаат некој свој начин на живот или можеби некоја друга, трета, пета религија, начин, филозофија на живење, преку кое што сметаат дека ќе се спасат, тие се во заблуда, во таква заблуда. Меѓутоа,
Во заблуда се и оние кои што интелектуално само ја примаат вистината, но искуствено го немаат познавањето на Христа. Не го познале Христа. И нели една голема група, не само интелектуално, туку дури и лечеле и што се не правеле во Матеј 7 глава се спомнува, Исус им вели, одете од мене, јас не ја познавам, значи вие кои што правите беззаконие. Ама во Твое име во правивме, значи еве ја заблудат. Но можно ли е некој од нас, како нас, да речеме, еве ние сме се обратиле, ние сме кај Христа, ние сме во црква, можно ли е некој од нас да западне во една ваква заблуда? Па можно е. Затоа што нели ние сме се наново родиле, ако сметаме дека тоа е моментот на крштевањето, ама треба наново да се раѓаме секој ден. Секој ден треба да велиме Господе, Твоја волја, Господе, Ти водиме, не јас, затоа што може ѓаволот да ти ги заслепи очите и да паднеш во некоја дупка, нели? Значи, обратениците во црквата исто можат да паднат во заблуда. Еве да читаме во 1 Петрово, ќе отвориме. Прва глава. 1 Петрово, прва глава. Си се крстил, во црква си редовен, не знам што, меѓутоа дали растеш во својот духовен раст? Христијанинот не смее да стагнира. Еве го тој раст овде опишен во оваа Петрова скала, така наречена, 1 Петрово, прва глава, од 5 до 10 ќе читаме. Заради тоа, вложете ја сета ревност, ќе видите, ревност, тука треба знак прашање да се ставиме колку сме ревни, и исполнете ја својата вера со добродетел. Извинете, 2 Петрово. Повторно печатна грешка кај мене. 2 Петрово, да, Петровата скала, се извинувам, 2 Петрово, прва глава, од 5 до 10. Читам повторно од 5 стих. Заради тоа, вложете ја сета ревност и исполнете ја својата вера со добродетел, а добродетелта со знаење, а знаењето со воздржливост, а воздржливоста со трпение, а трпението со побожност, а побожноста со братолюбие, а братолюбието со љубов. Тоа е веќе оно совршенство, љубовта која ќе достигнете. Значи, тоа е таа Петрова скала. Тука имаме растење. Ако нема растење во нашиот духовен живот, ние сме многу лесно може да паднеме во такви заблуди. И да не можеме да разграничиме, значи, што е светлина, што е темнина. Знаете, како Господ ти ја открива светлината, ти треба да одиш во таа светлина. Ако застанеш, светлината отишла и многу лесно може да паднеш во темнина. И видите што вели понатаму. Зошто ако го имате се тоа, значи ако растете и тоа се умножува, не ве прави мрзливи и бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Значи, постојано целта ви е да го запознаете уште повеќе Христа, односно светлината, едноставно сте желни за светлината, но кој го нема тоа, значи оној кој што не расте, слепе и кусоглед. Зашто заборавил дека е очистен од своите стари гревови. Затоа, браќа, погрижете се уште повеќе да го зацврстите својот позив и избор. Имено, ако го правите тоа, никојаш нема да се сопнете. Значи, ако сте во светлината, нема шанси да се сопнете. Значи, мораме да бидеме внимателни, но сега се постава прашањето како. Тоа се тие останати стихови, 33, 34 и 36. Ки ги разгледаме повторно, тоа се три начини како да бидеме внимателни. 33 стих, да се навратиме на него, значи во Лука 11 глава. Едноставен за разбирање, полесен здравје, значи, но што вели стихот? Никој не става запалено светило во сокриено место или под вршник, туку на светилник, за да ја видат светлината оние кои што влегуваат. Сите ние дома, ова е старо време, знаете како се осветлувало тогаш.
Мајка ми кажувала на газија, оние ламби на газија или свеќа едноставно. Да, и знаете колку тоа можело да осветлува их. Сега ќе запалите газиена ламба, кај ќе ја ставите? Под маса? Нормално е и очекувано е да ја ставите некаде на највисоко, значи за да може да, што е можно подобро да се гледа. Кај се светилките овде во салава? Не се на подот, туку најгоре, на плафон. И вообичајно и така е. Секаде. Значи, едноставно за разбирање, но сега што сака да каже овде? Дали, овде во прашање се желбите, дали ние имаме желба да гледаме, да сме во светлината како прво? Дали навистина сакаме да гледаме? И овој стих, и ова може да го разгледаме од два аспекти. Прво од Божиот аспект. Дали Господ сака ние да гледаме? Па читавме стихови. Чи го ја праќа светлината на светот и ги осветлува сите луѓе. Значи Бог го испраќа Исуса да ја објави вистината. Божја желба е сите да ги огрее тоа сонце на праведноста, сите да ја слушнат вистината и да донесат одлука. Значи, а се сеќавате, го обвинува за тоа дека не е доволно јасен, му бараат докази, знаци и така натаму и така натаму. Во истиот текст погоре, нели, во Лука 11 глава. Од Божја страна, Божја желба секако дека е сите да бидат осветлени и сите да бидат спасени, ако е можно тоа. Но човечки аспект, сакаме ли ние да ја знаеме вистината, сакаме ли ние да не огрее тоа сонце или таа светлина, имаме ли желба да ја познаеме ние светлината? И што значи тоа? Значи сега потврдно сите би одговорили онака, но што значи тоа? Замислите си, Андреј не сака да испушти ништо за тоа. Слава на Бога. Замислите си, очекувате некои гости дома и нормално ќе направите една добра генералка, гости да јат. Како да нели друг ден не треба да е чисто, ама окей, значи некојаш така, обично чекај сега ми доаѓаат гости, па... И ќе ги седнете во дневната соба и нормално тука све е осветлено, све е чисто, све е јасно. Ама дали би им дозволиле да погледнат во секој ќош таму во вашата куќа, па во некој орман, па не знам ваму, па не знам таму. Значи, ќе седите тука неколку часа, ќе си поминете убаво и се е фино, се е наместено, ама... Што сакам да кажам со ова? Значи, дали ние стварно сакаме да гледаме, дали ние стварно сакаме да сме во светлината? Тоа што подразбира? Па, не смее да има некој... Сега на срцето покажувам, устари умот, таму некаде некој ќоше, некој темно, ќоше. Некои тајни, некои паеве зборувавме за судот пак, значи луда работа ако мислиме дека нешто можеме да сокриеме, меѓутоа тоа е наведувам на мисла, значи дали ние навистина имаме желба да сме во светлината? Значи да повторам, судот се состои во ова, светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината. Затоа имаме или под наводници имаат луѓето ќошиња, вакво ќоше, такво ќоше, не знам, кај што не сакаат никој да им завири, да им погледне. Дали имаме желба? Тоа е првата работа. Ако немаме вистинска желба за светлината, па ние сме во заблуда. Значи, тоа е тоа што го кажува 35 стих, значи да внимаваме, да не стане светлината темнина. Ако ние немаме желба како прво, тоа што? Ние сме во заблуда. Значи, прво треба да бидеме искрени кон себе, дали ја имаме таа желба. Значи, во ред сме дошли во црква, знаеме многу работи и сето тоа, меѓутоа од ден на ден Господ постојано ни праќа нова светлина. Верувам дека е така, ако растеме. Значи, ако исполнуваме тој услов, ако не растеме, тоа сме слепи и кусогледи, како што велеше Петар во второто Петрово. Сега 34 стих.
Што значи ова сега? Светило на телото е твоето око. Ако твоето око е бистро, целото твое тело е осветлено. Ако пак е зло, во мрак е и твоето тело. Овде станува збор за духовната состојба наша. Каква е мојата духовна состојба? И окото го зема како, како слика за што? Значи, зашто окото е земено овде? Окото е рецепторот за светлината, кај човекот. Вели, ако е осветлено твоето око, тој ќе знае и раката што да прави, и ногата кај да оди, и едноставно целото тело е осветлено. И навистина еден од поголемите хендикепи, сега не можеме да ги ставаме на некоја мерило, ама еден од поголемите хендикепи е стварно човек да биде слеп, да ослепи или не знам. Страшен хендикеп е тоа. Значи, духовиот рецептор е нашиот ум. Дали нашиот ум е бистар, чисто срце дај ми, Господе, за тоа се моли Давид, на тоа сите ни е потребно такво нешто, или пак е, што вели, зол, или пак е зло твоето око. Ако е така, тогаш си во мрак. Значи, ако имам некој грев во мојот живот, тогаш окото е зло и тогаш целото тело е во мрак. Луѓето Исуса не го препознале, светот не го препозна, неговите не го примија заради нивната духовна состојба, а не дека фалеа докази или фалеше светлина. Туку видот им бил замаглен, погледот, фатиле катаракта. Да, перде, добро. Завеса, перде е турски. Значи, не е дека не достига светлина, туку замаглен е погледот, окото е зло, има грев во животот. Ефесијаните 4 глава, да читаме в Ефесијаните 4 глава, од 17 до 19. Ова го велам и сведочам во Господа. Ефесијаните 4 од 17 до 19. Ја се извинувам, малку брзам, оти тука ми е све испечатено. А треба да имам предвид дека треба да најдете, да отворите. Ефесијаните 4, 17 до 19. Ова го велам и сведочам во Господа, да не живеете веќе како што одат народите во суетата на својот ум. 18 стих. Помрачени во својот разум. Еве го тоа помрачување. Оттугени се од Божиот живот, заради незнаењето кое владее во нив, заради закоравеноста на нивното срце. Еве го проблемот со умот. Откако го изгубија чувството, тие се предадоа себе си на разузданоста, за да прават секаква нечистота во лакомост. Значи, која и каква е мојата духовна состојба? Од тоа многу зависи дали ќе гледам како што треба, односно дали ќе бидам во светлината, или пак темнината ќе ја нарекувам светлина и обратно. Значи, дали имам некој грев во себе и под ова не подразбираме само Библијата, пред се задржува на оние духовни гревови, че не се подразбира пијаница, не знам, убиец, ваков, таков. Туку и дали имам гордост, дали имам завист, дали имам омраза и така натаму и така натаму. Тие потешки гревови, ако грев си е грев, меѓутоа тоа се тие духовни гревови кои што никој не ги гледа. И кои што се огромна пречка, значи, за да знаеш да одредиш што е светло, што е темно. Сега 36 стих. Исто на што треба да внимаваме, 36 стих да го прочитаме од 11 глава Лука, значи, ако целото твое тело е осветлено, што е идеалот, без да има темен дел, тоа ќе биде целото осветлено. Како кога светилката те осветлило со своето светење. Се се гледа на тебе, се е осветлено. Рефлектор е. Затоа го ставивме рефлектор за појасно да биде снимката, сликата, да се гледа детали повеќе.
конечните резултати, плодовите. Тоа се плодовите. Погледна ги плодовите. По плодовите ќе ги познаете, нели, вели Исус. Ако ја пуштиш светлината целосно, темнината ќе си отиде. Значи да не задржиш нито едно ќоше тамо, нито еден дел. Пушти ја светлината слободно. Значи, да, во ред на ролопласт, ролетните се и како погодни за сончеви денови и така натаму, меѓутоа, кренете ги ролетните, отворете прозори, се живо отворете во вашиот ум, во вашиот живот и нека блесне светлината секаде. Тоа е тоа што Господ го сака. Целото тело да светли. Затоа што кога ќе ја пуштиш светлината, темнината ќе си отиде. Како кога зазорува, знаете. Тоа е интересен дел од утрото или па навечер, она самрак што го викаме. Меѓутоа, кога тогаш полека, постепено, но доаѓа ден. Се зазорува и ден и нема веќе темнина. Сите може да гледаме, јасно. Тоа е и така со светлината, ако ја пуштиш целосно, значи, да го осветли целото твое тело, да нема темен дел, тогаш целото е осветлено. Значи. Тоа се плодовите. И еве читаме во Ефесијаните сега во 5 глава, читавме 4-та, сега во 5 глава, 8 и 9 стих, Ефесијаните 5, 8 и 9. Зашто некојаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа. Живеете, значи живеете како деца на светлината. А плодот на духот, или плодот на таа светлина, духот е светлината, исто Господ е светлината, се состои во секаква добрина, во праведност и во вистина. Значи, ако не го живееш животот во добрина, ти си во темнина. Ако не го живееш животот во праведност, ти си во темнина. Или ако не го живееш животот во вистина, исто така ти си во темнина. Значи, имаш проблем. Ти си во заблуда. Може би мислиш, секако тоа е силината на заблудата, пак ќе кажам, ти мислиш дека си во светлината и си во право. Затоа би го распна Исуса, па и Павле, односно Савле предходно, го гонеше Христа затоа што сметаше дека Христос ги заведува луѓето. Проповеда против вистината, значи Христос е темнината. Па затоа и ослепе неколку дена колку беше таму. Кога ја виде вистинската светлина и тоа буквално онака кога му се појави Исус. По плодовите ќе ги препознаете. Матеј 7:19. Секое дрво, ако не раѓа добри плодови, се сече и се фрла во оган. Од 20 стихови, ние познати стихови, Матеј 7 глава. И така ќе ги препознаете по нивните плодови. Еве во 20-тиот. Не секој што ми вели, еве ги заблудените, значи овде. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не изгонувавме ли бесови во Твое име, не правевме ли чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене, вие кои правите беззаконие. Страшна слика, у која што да не даде Господ, значи да се најдеме, цело време да мислиме дека сме во светлината, а всушност ние сме биле во темнина. И затоа треба да бидеме внимателни. Божјето Слово е стандардот. Еве, ако зборуваме за светлината, нели читавме во Јован 1 глава, Словото, всушност Исус, тој е светлината, Словото е светлината, Словото е вистината. Не треба да се правиме многу мудри ние, туку треба да дозволиме да Господ не води преку неговата мудрост и да не огрее таа светлина. Затоа што, знаете, најпогубно нешто е моја мудрост плюс Библија. Еден таков хибрид, да го наречеме. Јас умствувам, јас читам Библија и ја умствувам по свое. Тоа е страшно погубно. Ајде да отвориме Пословици, 3 глава. Ако не сте ги знаели овие стихови, знам дека ги знаете. Да се подсетиме многу овие стихови, 3 глава Пословици. Еве, тоа е тоа, значи, пречката која што може да послужи за да паднеме во заблуда, значи нашата гордост, нашиот интелект можеби, и нели обично тие таквите се
повеќе склони да паднат на гордост. И Библијата, комбинација на човечки интелект, гордост, Библија, имате лажна доктрина некоја сигурно. Сега да читаме во Пословици, на 4 глава од 1 стих. Сине мој, не ги заборавај моите поуки и твоето срце нека ги чува моите заповеди. Зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти додадат мир. Ако сакате да имате подолг живот, да имате мирен живот, слушајте ги заповедите, советите Божии. 3 стих, нека не те оставаат добрината и верноста, обеси ги околу својот врат, запиши ги врз плочата на своето срце. Така ќе придобиеш милост и добро сваќање пред Божите и човечките очи. Надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпирај врз собствениот разум. Уште еднаш. Стик кој што често пати треба да ни одзвонува во ушите. Надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпирај врз собствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај дека си мудар. Бој се од Господа и отстранувај се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа на твоите коски. Прекрасно. Значи, која е целта на сето ова што го зборуваме? Целта е да ги отвориме очите, живееме во последно време, заблуди на сите страни. Ако сакаме да знаеме дали сме во светлината, проучувајте, бидете со Господа, бидете отворени, транспарентни пред Него, дозволете, значи, како што реков, сите ролетни прозори се отворете да засветли таа светлина во нашите души, нашите умови, до крај целосно да не осветли, за да не остане ниту едно темно место и да можеме да кажеме дека одиме во светлината, одиме заедно со Христа до конечна победа. Амин.